Имаше интересно прашање Валентина, видиш што значи оваа платформа. Ја верувам, оваа платформа не толку можеше да гледаме во оваа просторија. Каде сите седнати едната, дебатираме, дискутираме за нашата заедничка идеја. И ова би требало да биде одговор за поддршка. Навистина денеска е чест да се биде дел од овој настан, на кој војата е промовирана националната платформа за женско предприемништво, која што е само уште еден шекор кон интегрирањето на жените во предприемништвото, обезможувајќи поддршка и соработка. Навистина очекувам дека оваа платформа да биде стимул кој со помош на целата политика и поддршка на владата, кој што ние сме покажале дека е лидерано и овозможувано, ќе успееме да го претвориме во еден вистински баланс во нашето општество, во кој жените од сите националности, и ова ќе го повторам секој, жени македонки, жени албанки, ромки, турчанки, бошњачки, србинки, влајки и така, ќе бидат присутни во сите сфери на предприемништвото, индустријата, инновациите и бизнесот. Затоа што само тоа е одраз на нашето општество. Секој едно друго гледање нема да биде еднакво. Идеологијата на секоја влада е лесна да ја кажеш, но да веруваш и да се бориш, да таа се спроведе е многу тешко. Идеологијата на оваа влада е дека поддршката и соработката треба да бидат општа основа за сите граѓани на Република Северна Македонија. Бидејќи само инклузивното општество е европско општество, а ние сите се стремиме токму кон такво општество. Родовата еднаквост е еден од стратешките цели на влада. И значи искоренување на сите родови стереотипи преку креирање на политики и создавање на мерки кои ќе помогнат во тој процес. Па некогаш значи да може би дискриминација на други. Затоа што само така ќе идеш еднаквост. Се радувам навистина што се повеќе жени имаат амбиции за собствен бизнес и имаат одлични и иновативни идеи, со кои го менуваат и напредуваат предприемништвото во нашата земја. Со мерката која што беше презентирана во рамките на третиот антикризен пакет од Развојната банка на Северна Македонија, која се однесуваше на 30% грант како поддршка за жените, младите и фирмите, подпомогнато од Европска унија. Тоа се укажа. Од 2700 субјекти поддржани со оваа мерка, 1060 субјекти се основани од жени и раководени од жени. Скоро 40% од бизнисите или водени или раководени од жени. Ова е бројка навистина значајна. А ја очекувам во иднина бројката на компании раководени и основани од жени да биде се поголема. Фондот за инновација и технолошки развој во 2020 година објави нов инструмент, кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од COVID-19. А како подкритериум за прв пат за оценување на овој инструмент го воведовме и рамномерниот регионален развој и рамномерната родова застапеност. Ова значи дека проектите кои се од помалку развиените региони и проекти кои се од компании кои имаат жена собственик управител се оценуваат со бодови повеќе во рамките на овој критериум. Овој пристап е создаден за стимулирање токму на женското предприемништво и охрабрување на жените што повеќе да се вклучат во сферата на предприемништво. Деновиве многу се зборува, најверојатно министерството ќе зборува за оперативниот план за вработување. За прв пат оперативниот план за вработување не се објави во февруари, се објавува во мај. Знаете зашто? Затоа што воведовме 3 нови критериуми: рамномерен регионален развој, инклузивност и борба
т.е. директно таргетиране на тие кои што се загрозени од COVID-19. Лесно е да се каже инклузивноста и лесно да се примени. Тешко е да се смени начинот на размислување. Ни треба 3 месеци да ги додефинираме оперативните упатства, за да на 25 ги реобјавиме полиција. Затоа што не некој ни го бараше тоа, затоа што веруваме дека само така ќе креираме општество во кое што сите подеднакво сакаме да живееме. Во 2018 година беше презентирана стратегијата за женско предприемништво 2019-2023 донесена од Министерството за економија, во која како општа цел е наведено токму економското јакнење на жените преку создавање на поволна бизнес клима и обезбедување подршка за развој на нивниот предприемнички потенцијал, односно помагање при развојот на постоечките и отварање на нови предпријатија, креирање на нови работни места, а со тоа се разбира и јакнење на целокупната економија. Денеска, во 2021, сметам дека ние сме навистина на добар пат кон постигнување на оваа цел, со оглед на сите имплементирани новитетни мерки кои ги преземаме со цел помагање на женското предприемништво. Дали има уште многу да се направи? Дали има? Еве еден предизвик. Во 2021 во земја аспирант за влез во Европска унија, ние немаме сегрегирани податоци по ниеден основ, а сакаме да градиме инклузивно општество. Дали ова не е предизвик? Да, сега. Дали го прифаќаме? Да, го прифаќаме. Дали треба заедно да работиме? Треба заедно да работиме. Нема инклузивно општество во кое што не знаете која е појдовната и почетната основа. Не можете врз основа на разговори, на кафе состанок да креирате политики. И затоа, Валентина, секој ден треба да ни зборувате за тоа што сме го кажали. А тоа е дека мораме да почнеме да градиме инклузивно општество. Навистина, очекувам веќе во наредните години да добиеме сосем нова статистика која јасно ќе покаже промената која што постепено се случува во женското предприемништво. Сигурен сум дека секоја година ќе бидеме сведоци на подобрување и јакнење на женското предприемништво и очекувам да го постигнеме и така наречениот еквилибрум на едно европско општество. А тоа е инклузивно општество во која дискриминацијата е искоренета и тоа преку создавање на нови можности, платформи и структури за соработка кои самиот себе целосно ќе изменат структурата на предприемништвото, бидејќи секојдневно ќе бидеме сведоци на се повеќе успешни жени предприемачи токму со своите успешни приказни, кои создаваат и едно ново и подобро општество за сите нас. Верувам дека жените на лидерски позиции се конкурентска предност и со голема чест ја подпишам денешната декларација со заложник за напредување на условите за женското предприемништво. Затоа што општество кое поддржува и создава можности за сите е мудро и зрело општество. И за крај, ќе ја цитирам познатата бизнес жена Шерил Сандберг. Вели: во иднината нема да има жени лидери, туку ќе има едноставно само лидери.